На Бали се е поврзано едно со друго. Нема случајности. Животот е толку комплексен и сложен, што ниеден човек не се осмелува да навлезе во неговите длабочини и да бара објаснување. Мислам дека на овој патепис му личи ваков почеток. Во него многу нешта што ќе видите и чуете, ќе ви изгледат како превртени слики во вашата вообичаена диоптрија. За многу нешта ќе се запрашате, дали е возможно. Одговорот ќе биде да, но само за тие што живеат на Бали, кого го сакаат, колку што се сакаат себе си. Затоа балиците велат, кога ќе умреме, душата ќе ни замине во рајот, што личи на Бали, а кога повторно ќе се родиме, ќе живееме на Бали, што личи на рајот. Во Бали се живи митовите, боговите, бајките, приказните. Во Бали е жива традицијата. Таа е раскажана во каменот, дрвото, мермерот. Таа традиција ќе отвориме со оваа мермерна поема на Вајарот, кој со глето ја обликувал приказната за Арџуна и Кришна, а јас со зборови ќе ви ја раскажам. Арџуна и Кришна се качени на бојните коњи. Арџуна е во дилема дали да го прифати предизвикот и да тргне во бој против своите. Кришна му дава совети кои се запишани во основаната на хиндуизмот. Секој човек како индивидуа е должен да се жртвува за доброто на заедницата, при тоа не штедејќи го ни сопствениот живот. Физичкиот свет е лага. Тие против кои треба да се бори се ништо, душата е се. Човекот треба да прави големи подвизи, не очекувајќи за тоа награда. Според експресијата со која се извајани нивните ликови, се насетува и одговорот. Битката е прифатена. Бали е еден од 3000 острови што се во границите на Индонезија. Главен град е Денпасар, кој единствено личи на другите индонезиски градови по колоритноста на пейзажот, по раздвиженоста, по гостината на сообраќајот. Река од мотори и коли ги крстосуваат булеварите на Денпасар, трошејќи го ефтениот бензин. Веројатно, никаде на светот, освен во Индонезија, за $1 не можеш да добиеш 14 килограми бензин. Чудно, но вистинито. Во Денпасар се тискаат мотори и автомобили, се мешаат луѓе од различна национална припадност, со сите дилеми што со себе ги носи оној што е упатен кон градскиот пазар да купува и оној што сака да продава. Различниот социјален статус на луѓето веднаш се забележува по трошните куќи во кои некои врзуваат крај со крај и палатите што го сечат небото на Денпасар. Но пред Господа сите се еднакви. Но оваа Господја не и пречи што принесувајќи дарови на еден хиндуистички храм, направен во средината на реката, да го слуша продорниот глас на оџата што ја пее во дневната молитва. Пред да влезам во пазарот, можеби овдека е местото да кажам дека во Бали живеат 95% индуисти, 3% муслимани и нешто христијани. Секогаш на овие патувања голем предизвик ми представува да го посетам градскиот пазар, да видам што јадат луѓето, што пренесуваат на трпезата, кои бои доминираат, на какви вкусови се свикнати. Секогаш заклучокот е исти. По сите пазари, во овие азиски земји доминираат тропските овоштија, на кои, бидејќи се премногу, веќе не им го знам името, но и ако го знаам, нема да биде некоја голема информација. Спецификата на пазарот во Денпасар е што сите продавачи се исклучиво жени. Зошто е така, ќе ви одговорам подоцна.
Оваа значајни објекти го красат лицето на главниот град на Бали, Денпасар. Тоа е националниот музеј и храмот Пура Агонг, еден од најголемите во оваа земја. Неговата архитектура нека биде само увод во оние храмови што ќе ги сретнеме низ џунглата, сите со различна структура и за различни намени. Големите храмови како што е овој се користат само за големи церемонии и по значајни поводи. Во другите денови ретко се забележуваат верници. Националниот музеј на Бали според мојот впечаток е скромен и по големина и по експонатите што ги содржи во неговите трезори. Одговорот го најдов веднаш. Не може да се собере во еден музеј целото богатство на Бали, бидејќи тоа е насекаде, секој камен е претворен во споменик, секое дрво има свое значење, секоја куќа чува спомени од минатото, целата негова традиција и култура е жива, за што ќе се уверите следејќи го овој патепис. Сепак, она што е неодминлив знак на минатото, балискиот нож, маските, орудијата, костимите, санскрит писмото, вечниот календар, како и многу сцени од будистичкото и индуистичкото верување се дел на овие музејски простори. Раѓањето, смртта и инкарнацијата се дел од животното битисување на балинците. Раѓањето и смртта се видливи, но тие неповратно веруваат во инкарнацијата. Но сите се различни во нивниот толковен свет. Уште пред раѓањето на детето, кога мајката е во благосостојба, има многу обичаи сврзани со тој чин. На 3 месеци по неговото зачнување се носат многу подароци. Тие се чуваат до неговото раѓање. На 12-тиот ден по раѓањето, детето го заспиваат на тие подароци. Додека детето се дои, до 210-тиот ден не смее да ја допре земјата. По 400 дена од раѓањето детето се носи во храмот на предците да ја запознае семејната лоза. И од сето тоа има една голема специфика. Во Бали има само 4 имиња што му ги даваат на децата. Тоа важи и за женските и за машките. Имено, првото дете се вика Путу, второто Маде, третото Вајан и четвртото Китут. Луѓето се разликуваат по презимето кое е индонезиско. Тоа е за раѓањето, а за смртта во продолжение. Балиското општество е устроено во касти. Првата се брамани или свештеници, втората се шатри, луѓе од благородничко потекло, третата се шудри или каста на земјоделци и трговци, а во четвртата каста спаѓаат најсиромашните луѓе. Социјалниот статус не ја одредува кастата, туку таа се стекнува со раѓањето како наследство. Кастинската припадност на очигледна е за време на кремацијата на покојникот. На тој ден се гледа кој колку пари за време на животот собрал за најрадосниот чин палење на сопственото тело. Македонската телевизија и Аурора присуствуваат на еден од најспектакуларните настани во човечкото битисување во Бали. Имено, тоа е најсреќен ден за целото семејство, за роднините, за пријателите. Тоа е денот на кремирањето на еден мртовец. Во селото Јањара, на 100 километри од местото Нуса Дуа, каде што бевме сместени, река луѓе се сливаше кон куќата на покојникот, 86 годишен старец, умрен пред еден месец, а сега откопан со сите почести, неговото нераспаднато тело го подготвуваат за таа радосна, колку за нас да звучи траурна свеченост. Покојникот не е запамтен како чесен човек, бидејќи во 1946 година
За време на создавањето на задругите, ги зел парите од селаните и ги поделил со холандски великодостојник што тогаш управувал со Бали. Но неговото благородничко потекло ги собра сите селани и старо и младо да бидат учесници во таа церемонија кога целосно се уништува физичката материја, давајќи простор на душата за инкарнација во друг, можеби човечки облик. Целиот овој спектакол се изведува во придружба на традиционалниот оркестар наречен гамела, кој се користи за секакви прилики, со гласот на свештено лице и со озарените ликови на гостите кои принесуваат дарот. На влезот пред вратата е карикирана душата на покојникот и уште еднаш да повторам, немојте да барате објаснување за многу работи во Бали, тие не можат да се објаснат. Тие само се предпоставуваат. Со гучни извикувања костимирани младинци со напишаното име на покојникот ја создаваат поворката. Напред оди церемонијал мајстор кој го одредува ритмот на целата процесија. На специјално направен престол до местото на кремацијата се носи најмладиот член од семејството, во случајот внука на покојникот, во знак на продолжување на семејниот род. Патот е исполнет со многу обичаи, што го символизира животот поминат во селото меѓу сограѓаните. Тој ден се е подредено на оваа церемонија. Со обраќа од кафеаните, уличните продавачи, препродавачи и сериџии се дел од свеченоста. Кога поворката ќе стигне на раскрсница, таму каде што се пресекуваат патиштата, телото на покојникот се префрла во друга направа и се врзува жива птица, а потоа целата кула се врти неколку пати на распаќето. Со тој чин треба душата да изгуби ориентацијата, секогаш да го сгрешава патот и никогаш да не може да се врати во куќата. Да летне како птица и тогаш кога ќе созре да се инкарнира во нешто друго. Во таа спарнина огромната маса се движи со равномерен чекор, следена од звукот на музичарите. Има едно неверојатно единство што го создава звукот, воздишките, насмевките, сонцето, како да го најавуваат последниот чин на една човечка креатура. Од тука натаму останува самосеќавањето. На една тревната полјанка е направена клада во форма на бик. Ваков облик се користи за машки покојници, а за жени кладата е во форма на крава. Потоа се сече горниот дел на бикот и во неговата утроба се става телото и сите дарови, и сите пораки и се што потсетува на него.
Ритуалот е пред кулминација. Потоа огнот создавач и огнот уништувач го води главниот збор. Телото не постои, душата треба да живее сама. Ослободувањето од телото е ослободување од корените. Пепелта се собира, а потоа се растура по морињата, а душата оди во небесата до нејзиното повторно оживување. Тие што ќе останат живи, чие тело не е претворено во пепел, морето го користат за уживање, а крај неговите брегови телото го излагат на тропското сонце. Така е во сите туристички центри на Бали, во Санур, Нуса Дуа, Кута. Куто е мало туристичко градче кој личи на голем отворен пазар. Илјадници домороци, тука крај океанот ја наоѓаат својата екзистенција, продавајќи го она што го смислила нивната фантазија и што го произвеле нивните раце. Таквиот вид на пазарење веќе од морето постепено се ширил кон натрешноста на земјата, на значајните културни и туристички манифестации, мирливите религиозни светилишта покрај храмовите каде доаѓаат посетители. Во нивната понуда се толку упорни што многу пати ќе мораш да купиш и нешто кое што немаш посебен однос, да го купиш дури и по неколку пати, само да се ослободиш од нивниот молезлив глас, специјална цена само за вас, драг пријателе. Не можам никогаш да ги заборавам црните очи, молбениот кроток поглед на калешото девојче, што толку упорно го нудеше саронгот, произведен од нејзините нежни прсти. Нејзиниот лавок и содржаен поглед долго ме следеше среде непомносливата тропска горештина. Тие луѓе живеат исклучиво од туризам, а туризмот во последно време ги засенува речиси сите до тогашни дејности на балијците. Вдолж бреговите на голем дел од океанот, на песочните плажи одмараат илјадници туристи од сите страни на светот, од Австралија, Америка, Јапонија, Германија. Хотелите се најчесто од делукс категорија со сите придружни објекти што им се потребни на гостите. Тоа се објекти со светско реноме, од познатите синџирна хотели, но овдека како што личи уредени во балиски стил, со многу скулптури, резби во дрво и камен,
предмети за религиозна употреба, знакови и символи од славните индиски спеови, изрезбани чудесни ликови од нивната богата фантазија, од соништата, митовите и легендите. Градителите размислувале како да пренесат дел од џунглата крај водите на Индискиот океан, гостите им да уживаат во прекрасните плажи, им да се шетаат низ богатата вегетација, преполна со екзотични растенија, птици и животни. Мелија Бали е хотел на вода. Од сите страни се сливаат води и потоци, џуборот крај неговите ѕидови чини сите реки од планината Батур го плакнат неговото лице. Во таа со фантазија оформена целина, така на отворено, пред очите на многу туристи се демонстрира како се ткае познатата балиска наметка саронг, како овошјето под вештите раце на уметникот од лубеница станува роза, а папајата се претвара во лик од приказните. Пред зачудените погледи на туристите, зеленото станува црвено, а црвеното украс од кога зрачи свежина. Замислете како ќе изгледа ако овој уметник реши целото ова тропско овошје да го претвори во цветна градина. Многу нешта во Бали станале веќе поими. Така често се вели бакнеш по балиски, убот по балиски, танц по балиски, а крај базените на Мелија Бали слушнав насмевка по македонски. Имено во раскошните пейзажи од Мара со пружниците Тодор од Кавадарци и Викторија од Крушево ги спомнувам од следниве причини. Долж целиот брег на океанот има многу салони за масажа. Девојките своите услуги ги нудат така на отворено, за соодветен третман, соодветна цена. Разликата е во тоа што Тодор од Кавадарци им се нудеше тој да ги измасира за без пари. Потоа паѓа ноќта, се затворат очите на океанот, остануваат само светилките што треба да ја подсилат интимноста, во неа веќе почнуваат да шараат оние што темнината ја чувствуваат за свој дом.
размира и да се релаксираат оние што ја предпочитаат вечерната од дневната масажа. Не е претерано ако се рече дека во Бали сите предмети личат на божества или пак се преправени во божества. До се што се има допрено раката на балиците се е оживеано. Секој камен, секој дрво, се што навидум е мртво оживеано. Затоа се вели дека Бали е остров на живите богови. Пред влезовите на куќите, хотелите, дуќаните, парковите, крај патиштата, работилниците, пред бањите, пред спалните, на терасите, во креветите има Бог чува. Кон нив се има однос како кон живи суштества, тие се облекуваат, се китат, се украсуваат. Основната облека е црно-белата престрелка, црната и белата боја. И во тоа има символика, белата што действува и црната што се спротивставува на действото. Сите ликови имаат различен облик, различно душевно расположение, различна експресија. Сите имаат своја смисла, свое значење. Од миниатурни до огромни во својата структура и велики во своите потези. Бали е единствениот остров што светот го откри благодарејќи на неговата култура, традиција и обичаи. Тој е како изделена индуистичка оаза среде индонезиското муслиманско море. Имено со пробивот на муслиманството во почетокот на 15-тиот век, многу благородници, свештеници и уметници го напуштиле Малајскиот архипелаг и го населиле овој остров со себе, носејќи ги верувањата, навиките и културата. Можеби затоа нивната култура на живење е единствена и неповторлива, а некои нивни ритуали со својата изворност станале тема во многу есеи и теоретски расправи за култното значење на маската, а особено за надалеку починот баронг танц кон кого ве водиме сега. Во него се испреплетени драмата и религискиот обред, човечката обседнатост со природните закони, со доброто и злото, со светлината и мракот. Многуимена светски проучувачи, театролози, режисери, кореографи со месеци престојували на Бали, црпејќи инспирација за нивните представи, воодушевувајќи се на ритуалот што личи на театар и на театарот што личи на обред. Од неа се инспирирале Питер Брук, Антонин Арто, Ронал Харвуд и многу други. Баронгот е маска што личи на лав. За ритуалот, маската и делото го создаваат двајца мажи. Овој вид на, така да се рече, занае е традиционален и се пренесува од колено на колено. Маската баронг е свет предмет и никогаш не смее да ја додирне земјата. Во основата на оваа игра е борбата меѓу животот и смртта,
животот олицетворен во баронгот и смртта олицетворена во вештерката рангда. Се појавуваат девојки што со елегантни префинети движења на прстите најавуваат што треба да се случи, ја омекнуваат атмосферата, ги разнежнуваат учесниците во таа драма. Целиот овој ритуал е проследен со музика од оркестарот Гамелан, составен најчесто од ударалки и неколку дувачки инструменти, со една неверојатна специфична и навидум еднолична музика, но музика која знае да го подсили дејството, да ги драматизира диалозите, да биде составен елемент во таа хармонија што се случува во тој сценичен круг кој има и символично значење. Имено, во кругот сите учесници горе-долу се еднакви. Музиката многу пати знае да ја подигне тензијата, но и да ги отпушти човечките сетила. И баронгот, животот и рангда, смртта имаат магична моќ. Во многуте обиди еден со друг да се уништат, доаѓаат до заклучок дека тоа е невозможно и дека од таа борба исходот е нерешен. Од ненадеж од земјината влегуваат полуголи мажи со долги и витки, познати како балиски ножеви, и започнува ритуална борба со вештерката. Кога сваќаат дека ситуацијата е безизлезна, паѓаат покосени од нејзината магиска моќ. Потоа доаѓа свештено лице и баронгот, со вода ги осветува нивните тела, ја разбива магијата. Јунаците стануваат и во знак на самоказнување ги свртуваат ножевите кон своите гради. Тие не прават разлика помеѓу ликот што го играат и ликот што играат. Си задаваат силни удари, а при тоа од нивното тело не тече крв. Дори потоа се дознава дека играчите се во длабок транс, дека остварија контакт со другиот свет и повеќе не трпат реална болка. Играта завршува. Ритуалот ја исполни својата цел да ја потврди и прослави победата на баронгот. Бидејќи многу пати сум склон да воспоставувам релации, оваа последна сцена на масовно самоубиство ме потсетува на едно јуначко македонско оро, кога сите играчи си ги одземаат животите. Во тој така наречен балиски поглед од страна се вклучивме и ние со целиот механизам за уметничко доживување. Целиот остров Бали е всушност едно големо уметничко ателје.
Има цели региони кои се занимаваат со обработка на дрво, резбаат чудесни ликови со неверојатна дарба за форма и содржина, ликови од сказните, песните, бајките, ликови од соништата, насетувани, прераскажани, ликови што знаат да разнежнуваат, да подплашуваат, да бранат и напаѓаат, да создаваат и да растураат. Нивните производи се присутни на целиот остров, по продавниците, улиците, хотелите, храмовите. Има цели региони кои се бават со обработка на камен. Тие, наспроти резбите во дрво, прават големи монументи, големи зафати, совршени потези што му ја враќаат душата на каменот, му даваат форма што ќе биде бог чувар крај куќите, храмовите, влезните портали, по парковите, плоштадите, фонтаните, дворовите, реките и нивјето. Има уметници кои целата своја уметничка дарба ја пренесуваат на текстилот, на така наречениот батик, што се произведува овдека и во Шри-Ланка. Нивните уметнички решенија на вистина не те оставаат равнодушен. А по посетата на секоја галерија, народните сликари ќе ти стават уметнички белег на ногавиците, на шеширот или кошулата, за спомен од Бали. Така од ненадеж, движејќи се низ џунглата, ќе забележиш една соба претворена во ателје, во кое така да се рече колективно работи целото семејство. Многу пати тие сликаат не за да заработат, туку така да ја искажат својата мисла со четката, со бојата. Со тоа тие навистина ја потврдуваат нашата констатација, дека Бали е уметничко ателје за индивидуално и колективно доживување. Боите во Бали имаат посебно значење. Во центарот на се е Шива. Низ неа се прекрашуваат сите страни на светот, при тоа секоја има своја боја и свое значење. Балијците имаат негативен однос кон исток и запад, страните каде што изгрева и заоѓа сонцето, односно нивното знаење поврзуваат со раѓањето и со смртта. Секоја страна има свој бог и секоја страна означува дел од човечкото тело. Човечкото тело пак е космос во мало. Според нивното толкување, кожата соодветствува на земјината површина, косата на тревата, коските на високите дрвја, крвоносните садови на растенијата што лазаат, черепот на небесниот свод, косата на главата на облаците, дишењето на ветерот, кашлањето на удар на гром.
Во тоа толку едноставно и би рекол упростено толкување, односот кон телото е всушност како однос кон се друго. Низ џунглите на Бали, по многуте реки што се сливаат кон морето, по храмовите со свети води се бањаат балиците, вткаени во богатата вегетација како природен украс. Тие се смеат пред камерата, не криејќи ги своите убавини и таму каде веќе постепено секнале животните сокови и таму каде што се во подем. Нивното витко и црнгалесто тело, облеано од бистрите планински води е на показ. Нивните дојки се бранат со слобода. Сите села на Бали се слични, но секој од нив има и по некоја специфика. Слични се по тоа што 1/3 од селскиот двор е оставена за изградба на миниатурни храмови, така наречени олтари на предците, има храмови на клановите, селски храмови и државни храмови. Куќите најчесто се направени од бамбус, а покриени се со палмови лисја. Секоја куќа има не по едно, туку по 2 кучиња. Тие се толку лути што ја нарушивме таа селска идила, што од секоја порта, од секој двор не предупредуваа дека јас и мојот пријател Јусуф Идрис не сме пожелни. Тие како да се антипод на нивните стопани, чии погледи, однесување и гостопринство се исполнете со топлина и кроткост. Во селото што се вика Пангли Пуран, кој е патем да спомнеме е заштитено со закон и така да се рече конзервирано, на портите забележавме кукас крст. Мештаните ни објаснуваа дека тој крст е символ на хинду религијата, но последните краци, како што ни рекоа, имаат друга посока. Жените на Бали велат дека нивните мажи и бива само за одгледување на петли за борба и за одгледување на ориз, а оризот го одгледуваат за да ги нахранат петлите. Така, на една ширинка ги сретнавме како ги тренираат петлите утре задутре кога ќе треба на некоја церемонија да им го обелат образот. Имавме среќа да присуствуваме на една петловска витешка борба. Она што за некога е борба на бикови, на овни, на прчови, во Бали е борба на петли. Во Бангли, едно помало градче во близина на селото, присуствуваме на класична борба на петли, во која
големи опклади, се создаваа човечки омрази, се насочуваа навивачките страсти, се навиваше со крици, со извици, со јуначење. Новото во нашето досегашно незнаење е дека на едната нога на петелот се врзува остро сечило, нешто како ламно оружје кое убива веднаш. Jangan karma saya ada jauh dong mana? Pakai gitu. Peron di sini dikit pas itu 6 ringgit, 6 ringgit terus nyodo apa beda doang. Борбата има правила кои мора да се почитуваат, а целата церемонија следи врховен судија кој има последен збор. На бојното поле два витеза ги израмнуваат сметките на нивните сопственици, а борбата трае кратко. Еден мора да изгуби. И тој што ќе тепа, еден ден ќе изгуби и ќе биде сварен каша во тенџерето. Предноста е на страната на поразениот, бидејќи нема да биде соочен со друга борба и со друг пораз. Дождовите во Бали паѓаат од ненадеж, без најава во секоја доба на денот. Паѓаат во порој, паѓаат преку цела година, но траат кратко. Тие се топли каква што е душата на балијците. Некогаш дури те фаќа мерак да изнаврнеш, да се почувствуваш олабавен под дождливото небо на Бали, да се почувствуваш осамен и слободен. А слободата во Бали има најголема цена. Бали најчесто бил под владение на холандјаните. Кога во 1906 година сакале целиот остров да го стават под свој протекторат, наишле на силен отпор. Имено, не сакајќи да се предадат околу 4000 благороднички семејства, потомци на балиските принцеви, кои се облекле во најновите алишта, везени со срма, накитени со сребро и злато, пред вооружените холандски војски извршиле масовно самоубиство, познато во историјата како Пупутан или како излез по безизлезието. Ова само попатно, додека ги следите кадрите на вулканот Батур исполнет со мистика. Храмот Батур е втор по големина во Бали. Неговата судбина зависи од судбината на активноста на еден од најголемите вулкани, исто така Батур. Имено во 1917 година, за време на голема ерупција, храмот бил потопен со лава. Потоа е изграден на работ на овој вулкан. Островот Бали е од вулканско потекло. Вулканот Пене Локан се наоѓа на надморска височина од над 3000 метри. Ова е Батур, се наоѓа на 1170 метри на надморска височина. Луѓето ги паметат неговите страшни ерупции, кога во 1917 година се активира и потопи околу 60.000 куќи во неговата поширока околина. Пред неколку години повторно се активира. Наспроти него е вториот по големина храм во Бали што го носи неговото име. Тие, како да се меркаат, едниот со светоста, другиот со непредвидливоста.
Овој храм е изграден во 11 век. За служба се отвора 2 пати во годината. Има 3 павилјони. Има павилјон за поглаварите, павилјон за оркестарот и павилјон за здруженијето на одгледувачи на ориз. Еднаш на 10 години во овој храм се приредуваат големи церемонии на кои земаат учество балици од сите делови на островот. Сите што во него влегуваат со кратки пантолони ќе мора да бидат обвиени со наметката саронг ако сакаат да го посетат, како што го сторив тоа и јас. Уште еден храм го предизвикува вниманието на патот кон Кинтамани. Тоа е храмот на светите пролетни води. Тука доаѓаат и веруваат во неговата светост мажите што ја изгубиле машкоста и жените што не можат да станат мајки. Тука, во долините на планината увиткани со бујна вегетација, луѓето како да се слеани со природата и над природната моќ на овие свети води. Балијците, иако островјани, имаат негативен однос кон морето. Имено, тие мислат дека морето е олицетворение на смртта. Затоа нивните мисли се насочени кон натрешноста на земјата, кон нејзините пазури. Оризовите полиња на Бали, како да ги правел човек со голема уметничка имагинација. Тука, како да ставил рака најголемиот уметник на оваа преубава земја. Оризовите полиња во Бали изгледаат како росени момински образи. Се влеваат едно во друго, се надополнуваат едно со друго. Чиниш се огледало што го симнале небото и прават еден невиден акварел, синтеза на небесната и земната убавина. Не си подготвен да веруваш дека низ нив треба да гази човечка нога, дека треба да ја буричка водата, да сади, да плеви, да собира. Но така се одгледува оризот што е главно балиско јадење. Заштитни на оризот е божицата Девисри и во нејзина чест се приредуваат големи церемонии. Оризовите полиња се разбира имаат и различни стопани. За шеф на компанијата се избира оној оризар чија оризова нива се наоѓа најдолу на каскадата. Со тоа се зачувува правичноста во делењето на водата на сека вада подеднакво. Да гледаш и да се чудиш. Движејќи се низ неочекуваните пресврти на Бали, ги сретнат ми овие жени со, ако така може да се рече, со уметничко дело турбан навезен од разнови новошје. Дента е ден на храмот и тие се движат кон неговата светост. Но оддалеко слушнавме музика, а видовме огромна поворка која се движеше по нивјето, по бавчите, влегуваше во насадите со ананаси, папаи, кокоси, мандарини. Тие го шетаа светиот баронг, верувајќи дека со тоа ќе се подсили плодноста, ќе се зачува родот, ќе се избркаат злите духови. Огромна поворка, чуден ритуал, му прави сенка на баронгот, му свири, го шета, тие нему, а тој нив да им угоди. Гледајќи го овој ритуал, што го изрежирал никој друг, туку животот помислив.
Како луѓето знаат да ја сочуваат својата традиција, своите обичаи, својата култура, да го сочуваат фолклор. Но помислив и уште нешто, како за таквите ритуали и верувања кај нас се велеше суеверие, празноверие, пагански обичаи, ѓаволски игри и се правеше да бидат заборавени, уништени, потоморени. Таквите ѓаволски игри го чинат културното лице на Бали. Еден од најстарите храмови изграден во 11-тиот век е пештерата Гоа Гаджа во форма на глава од слон. Неа ја открил во 1923 година еден археолог, не претпоставувајќи дека таа е дел од еден голем комплекс на базени, олтари, фонтани, покриени со вулканска лава. Челната страна на храмот е изрезбана со мотиви од индуистичката религија, но со символи што имаат и култно значење, а се дел од будистичкото верување. Тука и богот Ганеш со сурла од слон, а се именува како бог на просперитетот. Има места за медитација, места за дневна употреба, за пренесување дарови, за се она што ги прави да бидат поблиску до вознесот. Сите верски објекти во Бали се правеле слично и како манастирите кај нас на најубави места, на планини, крај извори, крај води. Ваквите храмови со ваква архитектура се уникатни и ги нема никаде на друго место во светот. Додека во другите земји индуистичките храмови се со многу кичерски елементи, правени од порцелан со многу шари и минијатурни сцени, овдека главно се користи изворен материјал од бамбуси, камења, дрва, а речиси сите спратови на храмот се покриени со конци од палма. Овој храм се вика Тама на Ю, целиот е опточен со вода во бујна вегетација среде лотоси и лијани. Во Бали покрај тие што ги набројавме има и друг вид на поделба на храмовите, храмови на планини и на морињата. На најдолниот дел од храмот се насликани чудовишта од подводниот свет на морето, во вториот сцени од подземниот свет, а дури потоа доаѓаат човечки ликови. Но од сите овие толкувања најубав е самиот лик на храмот. Има едно специфично место во Бали кое велат дека го нема никаде на светот. Се вика Труињон, а се наоѓа спроти секојдневната закана на вулканот Батур за дезерото со истото име. Таму се стигнува само по вода. Од едната страна е вулканското окно, од другата острите сливови на планината, а ние на рибарското кајче кое се вика Сампани, обземени од неверојатна неизвестност.
Тоа е едно од најстарите рибарски села. На прв поглед, освен со рибарство, луѓето и немаат со што да се занимаваат. Домородците како одвај да чекаат да дојдат гости и да им го покажат селото. Овдека се уште се ловат риби на најпримитивен начин. На рибарење се оди со едни мали дрвени кајчиња кои изгледаат како дрвени копанки. Како балансираат над водата, тие си знаат. Во селото има една атмосфера која мириса на смрт. Се е така необично, мистично, некако како да си влегол во некој свет кој не го чувствуваш за свој, а тој тебе уште помалку. Се некако е затворено и во душата и во ликот, а затворен беше и храмот. Причината, пред известно време во селото се родиле близнаци, а обичај било кога ќе се родат близнаци во храмот да не се влегува повеќе од 6 месеци. Разни луѓе, разни обичаи. Но од се најчудно е како овдека се погребуваат мртовците. Имено покојниците овдека не се погребуваат, туку покојникот се става на површината на земјата под дрвото така наречено труинјон или дрво што мириса. Над покојникот се прави нешто како колиба од палмови лисја. Реата на умрениот е послаба од миризбата на дрвото труинјон. Потоа коските се групираат, се сортираат и се ставаат на еден скалес подиум. Мачна атмосфера што ме натера да го запишам сето ова како куриозитет и ми ја зголеми желбата што поскоро да го напуштам. Како поздрав или како иронија беше отворената уста на една старица. Кога ја прашавме што е тоа што го џвака, ни рече дека тоа е растение кое се џвака за зачувување на забите, а таа веќе немаше ниту еден заб. Напуштајќи оваа мачна атмосфера се збогувавме со Труинјон, со вулканот Батур, со езерото. Се збогувавме со таа мора. Се упатуваме кон шумата на мајмуните, од едно кон друго упростено сваќање на животот и смртта. Значи се враќаме кон нашите предци. Ако се цени по тоа колку се зближени луѓето и мајмуните во шумата на мајмуните во Бали, изгледа точна е теоријата дека нашите далечни предци се мајмуните. Тоа е една шума во која мајмуните и луѓето се во топли, пријателски, би рекол роднински врски. Тие или љаците прават убав пейсаж кој не релаксира и не упатува кон завршување на овој патепис за Бали.
Но за комплетно доживување морам да ви представам и еден храм изграден на море, посветен на духовите на морето, лакнат од морето, спротиставен на неговите бранови. Храмот Танах Лот е изграден во 16-тиот век од еден свештеник кој го пропешачил целиот остров Бали, барајќи соодветно место за неговата соодветна фасцинација. Ова карпа била одредиштето. Тој е најфотографираниот храм во Бали, бидејќи во различни периоди на денот различно изгледа. Неговите води ги пијат илјадници верници, а уште толку се воодушевуваат од драматичните сцени што ги создава водата, небото и храмот. Јас бев еден од нив што ви ја сугерира симфонијата наречена Бали. Би верувал во инкарнација под еден услов, моето повторно раѓање да биде во Бали.